Почитувани, добродојдовте во уште едно издание на Отворено студио. Денеска е петок, ден резервиран за теми од земјоделието. Мој денешен соговорник во денешното издание на Отворено студио е магистер Томе Тимов, а воедно и председател на Сдруженијето Хортиеко од Струмица. Најпрви, добродојдовте во нашето Отворено студио. Добар ден, ми представува чест и задоволство што сум денеска ваш гостин во Отвореното студио на Телекабел А1 Струмица. Честа е наша. Како за почеток, вие сте и основач на Сдруженијето Хортиеко од Струмица. Кажете ни малку повеќе за тоа кои се активностите на ова здружение, кои се целите? Сдруженијето Хортиеко од Струмица постои веќе 6 години, од 2010 година е основено и неговата цел е да ги вклучи младите, жените и фармерите, посебно во руралните места, како во Струмица, така и во регионот. Сдруженијето Хортиеко има, во текот на изминатиот период повеќе активности, во кои едни од активностите е реализација на повеќе проекти. 2015 година беше година на руралниот туризам, каде посвети повеќе внимание Сдруженијето Хортиеко во развивањето на руралниот туризам. 2016 година е година на органското производство. Исто така Сдруженијето Хортиеко во 2016 година реализираше повеќе активности, од кои е едукација на фармерите, како во Струмичкиот регион, така од Валандовскиот, Гевгелискиот и другите региони од Струмица. Исто така Сдруженијето Хортиеко реализираше и саемски манифестации, каде фармерите имаат можност да посетат повеќе саеми, како во регионот, така и пошироко. Такви саеми беа, посета во Грција, земјоделските саеми, во Бугарија, во Србија и Турција. Нивната цел беше фармерите подобро да се запознаат со новите техники и технологии кои ги нудат новите можности и пазари, за да можат фармерите и овие техники и технологии да ги пременат во своите производни процеси. Така. Да напоменеме дека работите на неколку проекти. Еден од проектите е магичниот пат на органското производство. За каков проект се работи, која е целта на проектот? Магичниот пат на органското производство е проект подржан од мрежата за рурален развој на Република Македонија преку УСАИД, влијањето на климатските промени во земјоделието. Магичниот пат на органското производство е реализиран од страна на Сдруженијето Хортиеко со партнерство на Сдруженијето Агровинка од Виница. Партнерски проект со две здруженија на кои имаше повеќе активности во реализацијата на тој проект. Исто така, тука беа повеќе активности вклучени во реализација на проектот. Првата активност беше анкетирањето на фармерите во двата региони, во Виничкиот и во Струмичкиот регион. Втората активност беше обуки на местното население во двата региони. Третата активност беше изработка на едукативен филм за органско производство. Во првата активност, во анкетирањето, беа вклучени двата региони. Целта беше да се види колку органското производство е застапено во двата региони, колку од фармерите и обичните граѓани го познаваат органското производство и за неговото значење во органското производство. Втората активност во реализација на проектот беше обуки. Обуките беа од областта на органското производство. Како фармерите на подобар начин да можат да се запознаат, да ги искористат можностите и на кој начин да отпочнат со органско производство или пак да конзумираат органска храна. Во делот на обуките има можност струмичките фармери да посетат фарми во Виничкиот регион, каде има можност да видат производство на некои карактеристични култури кои не се застапени во Струмичкиот регион, додека пак виничките фармери имаа можност да дојдат во Струмичкиот регион па да посетат некарактеристични фарми кои
производи кои во Струмичкиот регион се произведува. Така да заедно имавме размена на искуства, знаење и можности. Како се станува производител на органска храна? Значи, кои се услови треба еден земјоделец да ги исполни за да добие и сертификат за да може да произведува органски производи? Условите пред се треба да се отпочне, значи да има волја. Кај нас, значи, фармерите прво и основно треба да имат, значи, волја да го сменат начинот на производство од конвенционално кон органско производство. Тоа е, значи, уште познат во срочно да се изразиме, тоа е период на конверзија или преоден период. Премен од конвенционално кон органско производство. Потоа следува за секоја од културите, дали станува збор за градинарско производство или за овоштарско производство, тој период може да трае од 3 до 4 години, или пак да кажеме доколку површините по долг временски период биле необработувани или кај народот познати уште како угара, може во првата година да го добијат тој сертификат за контрола, односно сертификатот за органско производство. Сепак, Македонија, Струмичкиот регион и другите региони имаат можност за отпочнување со органско производство. Сепак треба да напоменеме дека најпрво треба да имаме волја, треба да имаме, значи, желба за да можеме да отпочнеме да почнеме со органско производство. Конвенционалниот начин на производство да го замениме со органско производство. Така. А кажете ми колку е достапна органската храна за македонскиот џеп и колку е етикетата органска храна, подразбира и здрава храна, колку можеме да бидеме сигурни во тоа? Во делот на достапноста на органската храна, во Македонија се почесто врз база и на истражувањата преку анкетите што ги направивме на терен, увидовме дека обичниот граѓанин се почесто сака да конзумира органска храна. Во делот на прашалникот имавме колку се запознаени со дали познават органски производители и дали имаат можност да во нивниот регион од каде да купат органска храна. На тој дел од прашалникот имавме, значи, околу 70 до 80% од обичните граѓани кои се конзуматори на таа органска храна, се почесто, значи, во градовите почнуваат да се отварат продавници, каде можат да најдат од каде да купат органска храна. Во делот колку е етикетата во делот на органското производство, сепак обележувањето е еден од основните услови дека тој производ е органски производ. За да се добие сертификат или етикета за дека тој производ е органски, тоа ни го представува и квалитетот на производството. Бидејќи во делот на сертификацијата, сертификационите куќи, тие се должни органските производители да извршат контрола на фармерот еднаш годишно со ненајавена контрола, за да се утврдат, да се земат узорци од храната и да видат на кој начин се произведува органската храна. Така да, мислам дека потрошувачите треба да бидат, значи, безбедни, сигурни тоа што го купува дека е органско. Во Македонија, значи, луѓето кои се започнали со производството на органска храна и кои имаат сертификат, така да бидат, значи, спокојни, бидејќи се врши контрола врз нивното производство. Така. Кој вид на органска храна најмногу се одгледува во нашата земја? Ете, да кажеме, кои производи од овошје, кои од зеленчук најмногу се произведуваат? Збориме за органското производство и колку македонската почва е погодна за одгледување на тие производи? Органското производство, значи, во Македонија, според моите податоци, во последно време има околу 480. Сега таа бројка може да варира, значи во однос на границите може да биде поголема или помала. Во моментот е околу 480 фармери. Значи, тоа е еден добар показател, значи, се движиме во нагорна линија во делот на органското производство.
во одност на кои производи се произведуваат во Република Македонија имаме повеќе. Тоа е регионално. Да кажеме, во одредени региони различни култури се одледуваат. Во Ландовскиот и Гевгелискиот регион знаеме дека карактеристично е производството на јапонска јаболка, производството на калинка. Значи, тие се едни од основните култури кои се еколошки и органски, бидејќи таму не се применуваат хемиски препарати или пак синтетички ѓубрива или вештачки ѓубрива. Додека во Струмичкиот регион се почесто почнуваме да се среќава храна која е карактеристична и за Струмичкиот регион, тоа се доматите, пиперките, па и некои други култури кои како например аронијата, актинидијата, киви и некои други. Во одредени региони, во Виничкиот и во другите делови, таму имаме веќе производство на пчелни производи, мед, значи органски мед, додека во некои региони имаме производство на органски калифорнијски пастрамки, во некои региони имаме органско производство на сирење или пак органско месо од животинско потекло, да кажеме месо. Така. Да се навратиме на вашиот прв проект, што го напоменавме на почетокот од емисијата, Магичниот пат на органското производство. За овој проект снимивте дури и едукативен филм. Што содржи филмот, на кои локации е снимен, што се е опфатено, да ни кажете во кратки црти, па ќе пуштиме и дел од филмот гледачите да погледнат. Едукативниот филм, значи Магичниот пат на органското производство, е снимен значи во две локации. Тие две локации се значи Струмичкиот регион и во Виничкиот регион. Целта на филмот, на едукативниот филм, е да се прикажат успешните приказки на фармерите кои се занимаваат со органско производство, и тука вклучивме неколку фармери, значи не можевме поголем број да бидат вклучени, туку вклучивме неколку производители на органска храна. Значи, во едукативниот филм беше вклучена и воденицата во Старо Конјарево, каде луѓето имаат можност да видат природниот начин на мелење жито кој беше заборавен. Исто така, во Виничкиот регион имавме можност да посетиме производство на гоџи бери, култура која е нова во и не толку позната, и толку непозната кај народот. Но луѓето почнале да произведуваат и тоа во делот на органското производство. Имавме можност да видиме и рибник, органски рибник, каде се произведуваат калифорнијски пастрамки. Предлагам, доколку се подготвени од режија, да погледнеме дел од едукативниот филм на проектот Магичниот пат на органското производство. Магичниот пат на органското производство е уште една иницијатива поддржана од мрежата за рурален развој на Република Македонија преку проектот на USAID за адаптација на земјоделството кон климатските промени, а поттикната од Сдруженијето на производители на градинарски и цвеќарски видови Хорти Еко и Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка. Иницијативата има за цел да го промовира органското производство во регионот на Струмица и Виница, како и да поттикне поголема соработка и размена на искуства и знаења преку органските производители. Органското земјоделско производство ја избегнува употребата на синтетички ѓубрива, пестициди и на генетички модифицирани организми и притоа го избегнува загадувањето на животната средина и го подобрува опстанокот на меѓусебно поврзаните заедници на растенија, животни и на човекот. При органското производство на животната средина се гледа како на една целина во која обработливите површини представуваат важен дел од природата, а човекот како составен дел од неа има морална одговорност да произведува на начин кој ја штити и не ја загрозува животната средина. Органското производство нуди можност за постигнување рамнотежа помеѓу производството на доволно количини храна со висок квалитет и намалувањето на опасноста од загадувањето на човековата средина, како и задоволување на екзистенцијалните потреби на сиромашното население. Затоа, еден од важните аспекти на органското производство представува и социјално-економскиот аспект,
Именно ваквиот начин на производство бара мали вложувања во поглед на препарати, материјали и опрема, и на тој начин во производството може да бидат вклучени голем број мали производители. Од друга страна, органските производи се продаваат по повисоки цени, кои возможуваат фер приходи за производителите и компензација за зголемените производствени трошоци на органскиот начин на производство. Потрошувачите кои се свесни за врската помеѓу исхраната и здравствената состојба на човекот се подготвени да купат здрави производи. За потрошувачот, купувањето органски производи исто така овозможува активен придонес во заштита на животната средина. Повод за да почнеме со одгледување на актинидија кива, значи беше останувањето без работа. Прв чекор. Значи понудени ни беа од Институтот за земјоделие, шумарство и водостопанство од Скопје. И прво се направи опит на почвата дали може да се одгледува на нашиот терен, дали може да успее това растение. Значи се зема дел и пристапи се, почнаваме да ги припремаме нивата и со тешки напори успеаваме. Прва 2-3 години беме под надзор на Институтот од Скопје, така да во еден подолг временски период од кога помина почнаваме и со органско. 1998 година почнаваме со органско, конвенционално, па органско и до денеска имаме добри резултати со органското, има и интерес. Колку површина располагате? Значи, располагаме моментално со 5 декари. За сега имаме приход некаде околу 12-13 тона. Да зголемеме за сега не планираме, затоа што мислам дека треба ни капацитет и ипак актинидијата да се одгледува не е една мала инвестиција, не е мала инвестиција и за тоа за сега стоиме на тоа. Јас сум Трајко Божидар, село Дражево, Струмичко, со местно живење на Ново село, но тука ни е нашето имање со кое што се занимаваме. Рекоме покрај тоа што имаме 5 до 6 декари актинидија, кој што првиот засад беше 98 година, после 2006 година тука сме на истиот насад повторно саде имаше 3 декари. Исто тука имаме аронија меладонокарпа, 2-3 ара, што дава добри приноси, органско производство, сертифицирано органско производство. Мислам дека тоа е се добро, луѓето се уште се бутат веќе, знаат што е здрава храна и дека животот е најскап од се. Се уште го продаваме индивидуално нашето производство. За пазар, за странство имаме мали количини. Ќе продолжиме понатамо и мислам дека еден ден тоа ќе биде исплатливо, затоа што веќе луѓето се будат и знаат што значи здрава храна. Најдобро е да се дојде од самата фарма, од самата нива, да се види што се произведува и што треба да... Тоа што го бара, купецот треба да му се даде тоа. Не е тешок. Не е тешок, само да кажам дека не е тешок патот, него треба трпение, треба, ако се почне со органско производство, ние почнавме со конвенционално 90 година приват насад на киви.
После видовме дека има печалба. Беше други времиња беа, имаше добра цена и не даде повод да заседем уште една нива, уште да парцела од 3 декари, што е тука ја гледате, ова е 2006 година, дава добар род, едно 5-6 тони, секоја година се зголемува тонажата. Од двете парцели, минатата година браваме едно 12 тона, тоа е добро. А кај органски производ нема тука химикали, нема ништо, се е природно, но за органско производство, значи 30% се помали приносите. Затоа за 30% треба да биде поголема цената на органско производство, така да има еден баланс. Воденицата е стара много години, ама од 73-та година држиме ние. Работиме, имаме посетители, има и од Србија доаѓаат од секаде. Бугарија има. Тука за нашата Македонија, да не кажеме едина, и в цела Македонија. Еден објект е. Беше стара, ние го реновираме ради чисто хоби, седно ми са живи родителите, татко ми, мајка ми, наследство ми од дедо ми. Стара е, може да има около 150-60 години. Не е много стара. Камене користиме трстенички, убави. Мелиме интегрално брашно се. Ръж, чиница, ячмен и бела чиничка, домашна чиничка за ядене према потреба на кой како треба. Се е органско, се е чисто. Воденицата се вика Лоловата воденица. Во село Старо Конјарево. Воденицата работи на принцип на вода. Таа не е на струја, чисто натурално. Водата користиме од Беласица. Водотекол Стардол, Беласица се вика нашата планина. Чиста вода, чиста органска, ни струја, ни ништо. Мелем жито, ръж, ченица и ячмен. Овес мелят исто. Дали луѓето се по-често почнуваат да користат? Луѓето по-често, но не по-често, него и повеќе се обрнаа луѓето сега си мелат за дома за употреба по 20-30 до 50 кила вреки си сумелят у неделята, повеќе за дома брашно си прават чиница, повеќе чиница и ръж. Почитувани, ете погледнавме дел од едукативниот филм. Ние сме моментално во отвореното студио со магистар Томе Тимов и воедно и председател на Сдруженијето Хортиеко од Струмица. Разговараме за два нови проекти и за поврзани со органското производство. Кажете ми, стануваат ли македонците се посвесни за тоа со што се хранат, се зголемува ли интересот за овој вид на храна?
интересот за органската храна е се повисок и побарам, бидејќи луѓето ја гледаат која е можност, кои се придобивките од органското производство и конзумирањето на органската храна. Се почестите алергиски реакции, почестите канцери кај луѓето, кои се доведени од низа неправилности во делот на исхраната и во делот на производството, во конвенционалното производство, луѓето веќе почнуваат драстично да ги менуваат навиките во делот на конзумирањето на храната. Така, а дали конзумирањето на органска храна делува поволно за здравјето? Секако, конзумирањето на органска храна сепак представува една вистинско задоволство кај луѓето, бидејќи сепак станува збор за здрава храна, која не е третирана со хемиски препарати, кои не се дозволени во органското производство, користењето и третирањето на производите со хемиски препарати и со вештачки ѓубрива. Така. На самиот почеток од емисијата напоменавме дека ќе зборуваме за двата ваши нови проекти. Вашиот друг проект е Органска градина, здрава иднина. Која е целта пак на овој проект? Зашто станува збор? Кои активности тука се спроведуваат? Органска градина, здрава иднина, тој е проект финансиски поддржан од страна на општина Струмица, од програмата Г1 за локален економски развој на здруженијата од општина Струмица. Исто така, Органска градина, здрава иднина има повеќе активности вклучени во проектот и тука имавме можност да истражиме конкретно во општина Струмица кои проблематики се соочуваат органските производители, кои се придобивките од органското производство, што сакаат да видат во нивната општина, дали сакаат повеќе продавници во делот на органското производство и едукација на населението во општина Струмица. Исто така имавме обуки во делот на Органска градина, здрава иднина, беа реализирани повеќе од 4 работилници, од кои беа посетени повеќе фармери. Обуките беа теоретски и практични. Кога станува збор за теоретски и практични, луѓето, фармерите, исто така и луѓе кои се љубители на органската храна имаа можност директно да дојдат и да ги посетат фармерите и да видат каде се произведува органската храна. Покрај фармерите, тука беа вклучени и младата популација, сепак станува збор за идната генерација која е наша целна група за да може да го отпочне производството на органска храна. Во делот на обуките, на практичните обуки, имавме можност да посетиме неколку локации во општина Струмица. Тоа беше локацијата во Дабиле, каде се произведуваше производство на органски печорки и има можност фармерите и граѓаните од општина Струмица да видат на кој начин се произведува органска печорка. И се запознаа со начинот на производство и кај дел побуди и они почнат да се занимаваат со производство на печорка. Исто така беше посетено и селото Свидовица, каде се произведува органски круши и грозје, каде имавме можност директно на терен да покажеме неколку техники и технологии во делот на кроењето, во делот на зимањето на почвени проби, во делот на заштитата со органски препарати и така натаму. Исто така имавме можност да посетиме во село Велјуса органско производство на крави, овци, кози и исто така има можност да вкусат органско производство на сирење од овци и кози и крави. Исто така имавме можност да го посетиме и манастирот Свети Леонтич во Водоча и манастирот Света Елеоса во Велјуса, каде монахините, сестрите имаат своја органска градина која произведуваат органско производство за собствени потреби. Исто така имавме можност да го посетиме и селото Водоча, каде имавме можност да видиме производство на киви, актинидија и производство на мед. Сите тие обуки кои исто така
има можност фармерите да видат од каде се произведува и да научат нови техники и технологии, сепак представува огромна чест и каде мислам дека Општина Струмица и понатаму ќе ги финансира таквите проекти кои ќе дадат добри резултати, посебно во развивањето на органското производство. Сепак мислиме дека Струмица е еден од главните региони за производство на храна. Така, и сигурно дека ќе се научат затоа што се толку спроведени активности. Кажете ми за крај кои се вашите идни планови? Може би некои нови проекти. Идните планови исто така да напомниме дека во проектот Органска градина здрава иднина беа спроведени и други активности. Тоа беше во урбаните средини беа засадени повеќе околу од 1500 цвеќиња, каде има можност младите ученици од Средното општинско училишен дом Димитар Влахов да засадат цвеќиња во дворот на училиштето. Исто така од проектот беа реализирани над 800 цвеќиња во комуналното предпријатие со неколку млади активисти во Сдруженијето Хорти и Еко да засадат на неколку локации во општина Струмица. Но како крајна цел на проектот Органска градина здрава иднина е изработка на веб страна каде ќе имаат можност поголемиот дел на фармерите, па и да кажем и сите други што се заинтересирани, сите други заинтересирани да можат на еден по-современ начин да ги следат сите новитети во делот на органското производство. Дали тоа ќе станува збор за совети, дали тоа ќе станува збор за како да ја конзумираат органската храна, каде да најдат производители, бидејќи тука ќе бидат метнени и органските производители. И мислам дека целната група ќе не бидат младите кои се почесто почнуваат да го користаат модерниот тек на информации и мислам дека ќе биде едно правилно место и добра идеја преку самата веб страна да можат да ги наваѓаат новите информации. Така. Јас многу ви благодарам што одвоивте време денеска да гостувате во нашето отворено студио. Јас се надам дека повторно ќе ни дојдете гости со некоја друга интересна тема, со некои нови спроведени проекти. Благодарам од ваша страна што бев ваш гостин. Се надевам дека и понатаму ќе продолжиме со нашата соработка и се надеваме дека фармерите ќе имаат можност и понатаму со преку најразлични едукативни делови во однос на земјоделието да можат да присуствуваат дали на обуки, дали на саеми и битно ни е главната цел да имаме информиран и едуциран земјоделец каде правилно ќе одгледува и ќе ги пласира своите производи. Така, благодарам. Почитувани, овде е крајот на ова отворено студио со тема земјоделие. Со друга тема од земјоделието се гледаме наредниот петок. Останете со програмата на телеканал А1. Пријатно.